Да, продолжуваме со разговорот во студиото и со нашите гости. Во овој дел знаете дека ќе им дадеме прашања за кои што ќе си ги излечат и верувам дека ќе ни одговорат, а сега и ќе споделат фотографии со вас кои што ќе бидат интересни и ќе ги прокоментираме со збор 2. Па е тука прашањава се наоѓаат пред вас, може да се извлечете по едно, не знам кој како сака да се извлече, ајде најмлади. Ајде гостинот. Ајде гостинот Огрид, па ти како домакин од Скопје. Професорот ќе се ги спочитува. Добро, прашањата не се ништо посебно страшно, но ете, малку да го свртиме поинако муаветот, што се вели. Филип, какво прашање ти се падна? Како ве опишуваат вашите пријатели? Одлично прашање. Како те опишуваат твоите пријатели? Па, не сме правиле муавет, но би рекол дека сум дружелюбив, секогаш отворен за разговор. Гледам да помогнам кога можам и интересен во повеќето ситуации. Браво. Добро. Може би како инспирација за спорт? Тоа да, но не сме правиле на таа тема. Колку и да речеме твоите врсници се занимаваат со некој спорт? Сега не мора да се боречки вештини, но Па би рекол дека повеќето се занимаваат со спорт, но секако тоа не е на некој професионално ниво, бидејќи ретко кој се занимава со спорт. Добро, меѓутоа рекреативно. Да, рекреативно би рекол дека повеќето од моите врсници се. Тоа е убаво да се слуша, бидејќи навистина спортот, ете, како што и кажа Ленин, постојано сме некако во седечка состојба, е убаво некако и тој животен стил да го практикуваме, да спортот биде вклучен во нашето живење. Прашањето ваше, Филип? Која е вашата омилена игра од детството? Во наше време немаше телефон, имаше многу игри, али ајде јас ќе речам како народен човек, народна се викаше играта. Така. Тоа беше многу интересно. Така, со топка и сега имаше две страни и ги мава играчите. Ако ја фатиш имаш еден живот плюс го викавме тоа, значи туш една шанса, ако те погоди испаѓаш од да. Убава игра, да, убаво не подсети, да, навистина народна. Таа убаво се играше, да, убаво беше. Дали Ленин се сеќаваш ти на народна си ја играли? Како не, да. Како не? Се играше народна, џамија, сервис. Така, Камај, имаше многу игри кои што беа на поинаков начин, значи мораше да има доволно деца, доволно другари за да може да се направи таа игра. На улиците порано имаше навистина многу деца. И тоа беше еден дел, како да кажам, и природно спортување. Значи, ете, игравме и фудбал на мали голчиња, кошарка, импровизиравме. Не на голови, туку на камења кои што се поставуваме. Да, камења поставувавме место голови, така беше. Таа баш улицата пред мојата куќа беше за тоа. Имавме и малку по неактивни спортови, што не кара стално џамли игравме. Па се ги правевме со рани. Да. Кој е вашето прашање? Кај мене баш ми падна ова нешто. Така се морам да кажам. Што правите кога некој или нешто многу ќе ве изнервира? Прво сакам да кажам дека не може да ме изнервира човек кој што не ми значи или не ми е близок. Што и да направи, апсолутно не ме допира. Најчесто многу бурно и незгодно реагирам кога ќе ме изнервира некој од тие што ми се блиските и тогаш така, знам малку повеќе да викнам, можеби да употребам и некој збор кој што не ми личи или не го мислам, значи многу сум осетлив и на краток фитич за луѓето кои што нешто ми значат. А овие другиве не ги регистрирам, искрено да кажам, никогаш не ме интересирали, не сум бил никогаш во ситуација да дозволам да некој ми крене адреналин, а кој што не ми значи. Инаку сум мојве блиски, особено оние што ми се и соработници, оние што ми се ептен другари, знаат дека сум многу незгоден, затоа се најчесто внимателни да ме поштедат од таква возбуда кој ќе ми изгрешат. Ама пак ќе кажам, родителски е секогаш, секој пат се нервирам за работи кои што обично ќе ги повторат и не научуваат дека не треба така. Да. И кога им е укажано и тогаш многу се нервирам кога знам дека знаат и можат да го направат како што треба, а не го прават. Добро. Одиме ајде да ги погледнеме фотографиите од денешните наши гости, да започнеме со Ленин, да видиме што тој ќе сподели со нас и да прокоментираме со збор 2.
Еве. Ова е слика во Купари, да, во Хрватска. Значи моторот е пасија уште одамна. Да, тоа е камп. Инаку тука како дете кажувам дека прв пат се качувам на мотор и прв пат добив од моторџијата кој што беше таа маицата што ја носам, блузата Кавасаки, ми е подарок од него и кажувам веројатно тука можеби се случи нешто да си реализирам, да се качам на еден поголем убав мотор и затоа ми е оваа слика една од најдрагите што ги имам. Затоа и ви ја дадов да ја видите. Добро, можеме следната. Оваа слика ми е драга заради тоа што е последната фотографија со мојата сестра, која што многу брзо после ова почина. И така ја одвоив малку да ја но луѓето вечно живеат во нашите срце и во нашите. Да, така. Ова е фотографија со сопругата, една од првите фотографии во Струга, во Евротел сме таму заедно, уште кога бевме дечко и девојка. Не бевме уште во брак. И така ја одвоив како една од... Баш убаво, стварно. Да. Се гледа љубовта. Да. Ова ми се другарите, баш ретко се случува да може да се собереме на едно место, на свадбата на мојата керка. Тука е другар и братучет Гоце Бозо, Бобан Утковски, на кој што сум му кум, познатиот командант, сега директор на затворот во Шутка. Од другата страна е Јохан Тарчуловски, не треба него посебно да го објаснам. Да го кажете. Ние сме блиски другари уште од многу поодамна, кога како помлади многу возевме мотори. Инаку сега мислам дека и тој се уште продолжи таа традиција и на доста долги патувања патуваме заедно. Сега патувавме до Лилехамер, за жал јас имав една незгода па не можев да продолжам до Нордкап. Тој успеа да ја освои најсеверната точка во Европа со мотор и она што беше моја голема желба одамна, јас не успеав да ја остварам. И Петар, еден мој добар пријател од Охрид, кој што исто многу така го почитувам и така кога ги листав сликите налетав на ова, бидејќи овој состав ретко се знаеме да се собереме вака, ама ете се испочитувавме на еден настан кој што мене ми беше важен, пошто најголемата керка. Оваа фотографија е пред да почнам на училиште, направена е во фотоцентар. Не сте многу променет. И седеше во излогот се додека наполнив 18 години, кога почнав да излагам, фотоцентар беше, не знам кој памти, вие сте помлади, може би сте слушнале, имаше фонтана тука пред фотоцентар, сега кај што се овие спомениците, Триумфалната капија. И тамо се излегуваше, тоа беше како да кажам, место за излегување, бидејќи претежно тамо се собираа луѓето да се видат. Уште не беше она актуализирано многу по кафичи. И таа слика стоеше се до моментот, значи додека наполнив 18 години, добри, значи некои 13 години веројатно. И после беше тргната кога го реновираа излогот, заради тоа што сестра ми улета со моторче Томос у излогот и го скрши и после тоа таа слика се тргна. Ја немам таа фотографија во урамена каква што беше, бидејќи тогаш кога отидов да ја побарам, за жал немав доволно средства да ја откупам и да ја имам кај мене, меѓутоа имам од оваа која што помала верзија. Така. Ова е слика од филмот Каде се парите? Да. Вечна тема, каде се парите, сите само Картер го има режирано, снимано комплетно, филм на Картер е, тука е Ситна, Тошо, Малерот. И Владко е тука исто, за жал, кој што почина од морал. Него го нема на сликата, меѓутоа те издвоив како едно мое прво искуство каде што се појавувам на филм, баш буквално онаков како што сум, како Ленин Јовановски,
во улога на самиот себе си. И решаваме еден спор за тоа каде се украдените пари, бидејќи се работи за еден бизнис, како кај нас, нашиве бизнисмени, некои под наводници, што ги викам, што сакаат брзо да се збогатат, влегуваат во една шема дека парите што ќе ги вложат, ќе ги дуплираат за 3-4 дена, меѓутоа не се случува и каматарот кој што си ги бара парите, бидејќи позајмени се од Владче Морал. Да. Моравме да бидеме вмешани во тоа за да ја спасиме ситуацијава да не ескалира во нешто друго. Ова ми е фамилијата. Ова е од поново време, каде што сме сите тука собрани, тоа се моите... Празнично? Мојот син, керки, внуки, зетовци и најомилениот моментално член на фамилијата Луна, што ја држам во раце. Тоа е едно кутре бишонче кој што мислам дека ми го смени животот од кога си го прибравме кај нас дома. Така? Да. Лаја ли многу или? Секој да си чува некој кутре? Некој животинче, бидејќи навистина многу влијаат на состојбата на човекот во позитивна смисла. Ова ја ставив заради тоа што е прва слика која што е направена во мојот живот, значи прва фотографија. Тука сум во болница, за жал, сум бил нешто тешко болен, тогаш со некој тровање. И ете, татко ми направил една фотографија која што си ја чувам. И там заслужува да биде. Ова е Будимир ми доделува 13-та ноемвриска награда за посебни заслуги во спортот и ми е многу драга, мислам дека беше 2012 година, една од оние кои што го завземаат централното место на моето биро покрај другите, ми е многу значаен и така во преглед на сликите миналета и мислам дека исто убаво беше да споделам. Овдека е со Били Ајдол, му бевме во придружба кога гостуваше во Скопје, имавме прилика така малку да се дружиме, дека е така и како рокерски, моторџиски, имавме шанса малку да видиме заедно. Требаше да настапи на исто на нашиот собир, мотособир што го правевме, меѓутоа за жал тогаш се расипа нешто времето, па се премести целиот настан, мислам во МКЦ или на Сајмиште, не се сеќавам, бидејќи беше пред неколку години. Ето така една драга фотографија со позната личност. Ова е во Лазарополе. Ова ми е убава фотографија заради тоа што сум во еден простор кој што е многу релаксиран, многу убаво место и каде што практично имам најдолгата коса во животот која што имам и така ми. Значи не ви е сега најдолга косата? Не била и подолга, зборам сега во момент. Да, мислам дека тогаш, сега сум негде приближно на оваа должина, меѓутоа тогаш ети и помлад и поопуштена атмосфера, така. Ми се допадна слика, па сакав да споделам во вашава емисија тука. Добро. Ова е во Будимпешта, во период кога сум председател на Републичкиот синдикат и ова ми се колешки од геодетска управа. Тогаш како председател сите жени што беа ги носиме за 8 март. Ова е во Будимпешта во ресторанот Њујорк, извонреден ресторан како амбиент, кој што мислам дека кој не го посетил, значи не бил у Будимпешта. Напред сум тука исто со сопругата, тогаш исто ја земав да биде дел од придружбата. Исто не бевме се уште, мислам дека во брак, тогаш уште бевме во врска. А ова позади се, еве ги гледате, мислам дека скоро сите жени кои што ми беа колешки. Ова е слика од еден ранч во Америка во периодот кога ја возев Route 66 и кога поминав негде на мотор околу 15 на држави низ Америка. Траеше 20 на дена, негде над 5000 километри поминавме и
една слика така ја одбрав на еден специфичен ранч во, мислам дека е Аризона. Во Аризона е. Да. Убави фотографиите кои што ги споделивте со нас, а да одиме со фотографиите на господинот Михајло, да видиме тој што ќе ни сподели. Секако, еве ова, како традицијата всушност се пренесува на младите. Точно. Како што се пренесува од колено на колено, така тоа е мојот син Никола, кој полека ги осознава техниките и ја раѓа љубовта према занаетот. Така. Но и ќерката? И ќерките, да, секако, секој си има свое место, семејниот тим е на прво место. Така, мојот драг пријател Иван Босилчич, така во една посета на Охрид, на Охридското лето, мој личен пријател, така го запознав со техниките за изработката и вештините на Охридскиот бисер, бидејќи многу атрактивна ова технологија како за сите туристи кои доаѓаат. Многу видни личности има сега како поминато низ. Така, да, низ овие 100 години многу еминентни личности, нормално и многу. Кои што се закитиле со Охридски бисер. Така, ова е првото дело на почестиот козолат или јас како почестен козул, каде што културно-материјалните добра во Охридскиот регион за време на кралството СХС од период 1918 до 1940 ги евидентиравме врз база на факти, докази, се она што е изградено, односно тоа се почетоците на модерниот Охрид, целата инфраструктура направена, институции како болници, пожарни, научни институции, хидробиолошкиот завод како едно еминентно тело кое го испитува езерото и се грижи за квалитетот и обстанокот. Така, добро. Така, со почитуваниот министер за надворешни работи господинот Марко Ѓурич на средба козуларна во Белград, каде што ги договаравме многу заеднички проекти кои ќе се од полза за граѓаните на Македонија и на целиот регион. Така, јас како почетен козул, преку летниот период примам многу фолклорни друштва од цела Србија кои доаѓаат на нашите фестивали, да заедно со нашите македонски фолклорни друштва и локалните во Охрид. А преку летото навистина ги имате? Да, е богат спектарот на случувања, така да и тука допринесуваме да се луѓето здружуваат и дружат. Така, ова е музеот на Охридскиот бисер Филеви 1928 година, кога се заштитивме како светско културно наследство, добивме и посебна содржина до катедралата Света Софија, каде што се достапни сите промоции да се изведат лично пред туристите. Да се видат да се видат ситните делови на тајната. Тајната на Охридската изработката на Охридскиот бисер. Ево е, со мојот татко Никола Филев во работилницата, тоа се тие постапки во премачкувањето на Охридскиот бисер со емулзијата, срцевината на школката, издвојување и низа процедури кои... Нема ништо преку ноќ, како што нема, како што рече господинот Ленин, се оди етапно. Се постапка, така. Да, еволуцијата е така голема. Да му веруваме на процесот. Процесот, природно, со љубов и трпение. Тоа е холандската кралица Јулијана, таа тука била во 70-тите години, така да многу делегации го посетувале Охрид, така да и многу кралски семејства доаѓаат во нашата работилница. И го носат Охридскиот. Го носат Охридскиот бисер и со тоа се на некој начин амбасадори на нашите вредности, култури. Да. Тоа е шведската кралица Силвија и шведскиот крал Густав. Тука е мојата покојна баба Славјанка, мојот татко Никола, воедно се тие и кукни пријатели, се среќавале на студиите во Стокхолм, каде што мојот татко како педијатар посетуваше дисперзирани образованија и така доаѓаше почесто шведскиот крал, односно секогаш посетуваше и приватно и со делегациите. Така. Добро, одиме понатаму. Така. Тоа е една многу интересантна реликвија, односно тоа е сабјата на кралот Петар I Караџорџевиќ Ослободувач, кој лично му ја предаде на мојот прадедо Никола во кафаната кај што се запозна во еден наврат од балканските војни кога посети Охрид и Македонија. И оттаму се говорилите како ти всушност си точно така, со љубов и почит према нашето братство и пријателство.
Да, работилница. Секојдневните мои обврски, рутински, така да. Јас покрај Орхидските бисери, значи го завршив сите курсеви можни за изработка на занаети како филигранството, изработката на драги, полудраги камења, златарството, се со цел да го збогатиме Орхидскиот бисер и да го појачаме како колку има интересите од младите за изработка, за занечиството, филигранството? Ова е, да, мојот дедо Михајло Филев, каде што сум на него крстен и ја продолжувам традицијата. Гордо, тука се едни фрагменти од исто постапката на изработката Орхидските бисери за... Така, која што гледам на радио, телевизија, Србија се емитувала, значи... Во Југославија, да, ова се веќе 60-тите години. Да, браво. Така, ова е моето назначување за почесен конзул во просторите на конзулатот во Охрид, заедно со почитуваната амбасадорка Невена Јовановиќ на Србија и министерот за надворешни работи господинот Никола Селаковиќ, кој беше тука дојден со нашиот државен врв за да отвориме и таа посебна содржина дипломатска за како еден мост за спојување на нашите народи на секако поле. Така. Тоа е семејниот тим, така. Така, тука таткото мој Никола, со внукот Никола, па мајката Василикија, сопругата Мирјана, големата керка Мина, па Ирма, сите полека се задојуваат со одговорноста и љубовта према овој занает, сите по некој дел веќе почнуваат да учат и така да во иднина да го преземат позитивниот товар на овој занает. Ја ги продолжат стапките на нивните предци. Така, ова е од вториот објект и дуќан кој е во близија на пристаништето. Тука веќе се модерните дизајни на накитот, поврзани со сите тие елементи на сребро, злато, драги, полудраги камења, на синтеза на се. Така, ова е и првата огрлица која е изработена од мојот прадедо Никола и која е подарена на српската кралица Марија Караџорџевиќ, која е тука со принцовите Александар и Павел, тука се представени баш. Тоа е првиот модел и првата афирмација на Охридскиот бисер. На Охридскиот бисер, да. Да, многу мокна стика. Тоа се моите почетоци. Тука сум јас на 3 годишна возраст, со бабата Славјанка и таткото Никола во стариот дуќан, кај што ни беше старата куќа, стариот чинар во центарот на Охрид и тука полека веќе почнувам да си го осознаваш, одбирам мојата да професија, одговорноста и целото малолетничко воспитување. Така, фрагменти од кралицата Силвија и кралот Густав од Шведска, кралството Шведска, каде што ова е вториот пат кога дојде исто во нашиот дом и така тука ги разгледуваат нашите производи. Имав интересна ситуација кога се мажеше принцезата. Така. Исто така да добив посебна порачка да изработам за накит. Така, со почитувањето председател Александар Вучиќ на првиот саем Отворен Балкан или Wine Vision, визијата на виното, каде што за прв пат македонското вино се представи во огромен број и така да винската традиција и култура во Македонија. А и оспори доста соработки и извоз, особено беше значено оваа година каде што навистина родот беше така. Трета година поред се случува и е многу поволен за нашите произведувачи на винската култура. Вино, ракија. Вино, ракија, тоа е нашиот идентитет. Така. Нема. Тука се мојот покоен дедо Михајло, баба ми Славјанка и татко ми Никола. Така, со една колекција на бисери изработена. Сработена. Така, изработена. Така. Историја. Така, овие се моменти, тука сме собрани на некоја делегација. Така, делегација на Барњак, така, со господинот Иван Стојлковиќ, Селаковиќ, мојот колега тука е исто Невена, сигурно дека незиниот мандат заврши. Сурантич. Но има нова мисија во така, Дејанантич, тука ни е и Стефандич, Ненад Стефандич, председателот на парламентот на Република Српска. Да. Добро, ви благодарам што го споделивте вие убави фотографија. Сега да ги погледнеме фотографиите од Филип, да видиме нашиот спортист кој што верувам на следната олимпијада ќе може да не представува. Филип, ова од каде е оваа фотографија? Ова е последната моја слика со медал од Европското 21 година во Приштина.
Ова е по доделувањето на наградите, еден со медалот. Моја најдрага медала, би рекол. Оваа слика е со мојот тренер Дарко Костовски. Тука сме на доделување за... Јас лично добив награда за посебен придонес и за најголем спортски успех во 2025 година. Ова е на собранието што се одржа оваа година. Им градоначалник, им тренер. Тренер, да. Ова е на квалификациите за Гранд При. Ова е E3 турнир, така е рангиран. Високо рангиран турнир, туку исто така освоив бронзен медал со тренерската екипа, докторот Борче Костовски, Викторија Спасовска и Дарко Костовски. Сите тие се тренери во Таеквондо клубот Бутел и тука и Ведар Анатуневски исто така освои бронзен медал. Ова е во Тирана, во Албанија. Тука освоив исто така бронзен медал на Европското клубско првенство. Овој надпревар беше исклучително драг, бидејќи тука во борба за медал го победив Црногорецот, кој изминатите два турнири ми ја земаше медалата пред раце. И така е, оваа медала ми е баш драга. Ова е со мојот тренер исто така во Таеквондо клубот Бутел Иван Крстевски. Ова е исто така на Европското првенство од 21 година. Тука обезбедивме медал и после обезбедувањето на медалот е направена оваа слика. Ова е во Ниш, E2 турнир, исто така високо рангиран турнир, со мојот клубски другар Теодор Стојановски. Јас освоив трето место, он освои прво место. И ова е во Белград. Тука имам освоено сребрена медала. Тука имам победено 3 борби, ако не се лажам. И во финалет изгубив од репрезентативец на Србија. Исклучително сум задоволен од мојот настап на овој надпревар, затоа издвоив оваа слика. Така, кој себе? Ова исто тој надпревар? Не, ова е во Бугарија. Ова е G1 турнир. Ова е можеби највисоко рангиран турнир во Европа. Тука сите тројца, јас, Андре Василевски и Теодор, имаме освоено бронзени медали. Тука веќе почнавме да веруваме во поголеми успеси. Овие не се првите медали од Г турнир со тренерот Викторија Спасовска. Така. И ова е исто така слика од Европското клубско првенство со мојот тренер Стефан Костовски. Тој ме водеше низ трите борби. Ова истиот надпревар каде што го победив Црногорецот и он беше тука со мене заедно да се израдуваме на медал. Така. Ова е од Skopje Open, изминатава година. Тука не добив медал, но направив три многу добри борби. Ова е така една слика додека сум во акција, да речем. И со овој удар се здобива 3 поени во нашиот спорт, со удар во ногата во глава, како што може да забележиме на сликата. Ова е со мојот тренер, доктор Борче Костовски. Поздрав ете до тренерот. Ова е во 2024 ме прогласија за најдобар јуниор во Македонија. Ете една слика од доделувањето. Така. Малце по-формална фотографија. Да. Кои се те плановите за 2026? Какви надпревари очекувате оваа година или? Сега, изминатиот викенд, мислам, следниот викенд би оделе за Австрија. Имаме Г турнир, високо рангиран. Ке гледаме таму да донесеме медал. На тоа целиме. Имам Европско сениорско првенство, тоа ми е целта за оваа година, во Германија ќе се одржи. Ке гледам да земам на сениорско европско првенство, да земам што можам поголем медал.
Исто така има и повеќе Г турнири, што се за собирање за поени за Олимписки игри. Нели со цел да се освои норма за на Олимписки игри. Добро. Филипе, видовме фотографиите и она кои што и под младокот е заинтересиран за изработка, но колку ете младите денеска имаат и сакаат да бидат да изучуваат занаати и да на некој начин и да имаат таков бизнис. Во ова ново време на технолошки брз развој и се она што ни следи и не очекува, мора да бидеме верни према традицијата. Јас ги советувам и апелирам до сите млади кои имаат каква и да било традиција во своето семејство за занаетите, да се посветат. Секогаш ќе имаат вредност и секогаш ќе бидат еден доказ за нашата култура, идентитет и се она што не очувува на некој начин. Така, бидејќи иако нели е модерно време и сепак како што се вели рачната изработка никој пат не умира од мода. Никој пат и никаква машина и технологија не може да ја замени. Затоа е многу битно. Автентична е. Затоа сите да си го продолжат занаетот и секако да и други кои имаат љубов и желба да учат, зашто тајна е она што ќе го научиш. Секој на крај ќе си има своја тајна. Дали кој ќе ја пренесе, кој ќе тоа е поентата, да има и потомство кои ќе ги држат тие традиции. Така, да се пренесува. Убава порака. Тука ќе ви се благодариме што бевте дел од Здраво Македонија и ете што ни бевте гости ова утро. Секако ќе ви посакаме успех во сите она кое што го работите и секако да се гледаме за убави работи. Ви благодарам многу.